Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. За свештенството во Стариот и Новиот Завет. Факт е дека во Библијата постојано се спомнува свештенството и нивната богослужбена активност во рамките на Божиот народ. Исто така факт е дека улогата на свештениците се спомнува само во рамките на старозаветниот период до времето и појавата на Исус Христос со неговото распнување и воскресение. Почнувајќи од дела на апостолите во Новиот Завет, каде што се опишува раѓањето на Христовата црква и развојот на христијанството во средината на првиот век и понатаму, израелските свештеници се спомнуваат само во смисла на нивното обраќање од јудеизамот кон христијанството. Тоа е посебно забележено во дела на апостолите 6 глава 7 стих. Се спомнуваат и во врска со престанување на нивната служба, во која што своето исполнување се наоѓа во Исусовото првосвештеничко дело. Тоа е запишено во Евреите 8 глава. Новозаветното христијанство е втемелено на Христовата наука и апостолската пракса, која што не познава некоја институција со специјално свештенство. Уште пред да се дадат 10 заповеди на израелците преку Мојсеј на гората Синај, Бог ги прогласи сите Јаковови потомци за свет народ и царско свештенство, велејќи: а сега, ако добро го послушаш мојот глас и го зачуваш мојот завет, ќе бидете моje посебно благо одвоено од сите народи, зашто моја е сета земја, и ќе ми бидете царско свештенство и свет народ. Тоа се зборови што ќе им ги кажеш на израелските синови. Сите првородени машки и деца од 12 племења на Јакововите потомци припаѓа на Господ, според Божите заповеди. Сепак, според Божјата волја и избор, како замена за сите еврејски првороденци, во тоа време за посебна служба на Бог е избрано единствено племето Левиево. Ете го зедов племето Левиево помеѓу сите израелски синови. Левитите имаа задача да бидат помошници на свештениците и да служат во шаторот на средбата и да се грижат за светите садови и останатите храмски предмети. Од друга страна, и самите свештеници припаѓаа од Левиевото племе. Но за разлика од останатите левити, требало да имаат корени и потекло од Арон и неговите синови. Во времето на Давид имаше двајца свештеници од Ароновото потомство, Елеазар и Итамар. Тие биле поделени на 24 свештенички редови и биле поставувани исклучиво според Божјата волја со посебна облека додека ја вршеле службата. Нивната служба се состоела од принесување на животински жртви пред Господ, кои што народот секојдневно ги носел за опростување на гревовите, или пак заради благодарност за Божите дарови. Сето тоа е старозаветен систем. Но има ли новозаветно свештенство? За разлика од старозаветните свештеници, кои во име на народот принесуваа жртви и влегуваа во шаторот на средбата, каде што Бог се објавуваше, каде што останатиот народ немаше пристап во местото, каде што се вршеше света служба, првосвештеникот кој беше посредник помеѓу народот и Бог влегуваше во најсветото место, односно во Божјата присутност со крвна жртва од животно за опростување на гревовите на народот. Но новозаветните верници се во многу повозвишена положба од нив. Тие со молитва му приоѓаат на Бог преку жртвата која е еднаш за секојаш принесена. Исус Христос е нивен единствен посредник пред Бог. Еве што пишува апостол Павле: зашто Бог е еден и еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос. 1 Тимотеј 2 глава 5 стих.
Врз основа на оваа посредничка улога, писателот на Евреите, Павле, ги охрабрува верниците да му пристапуваат во потполна слобода врз темел на пролиената крв на Исус Христос. Тој вели: а Христос, откако се појави како првосвещеник на идните добра и влезе низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, односно која не е од оваа создавање, влезе еднаш за секојаш во светината на цветините. И тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата крв и ни прибави вечен откуп. Ова е запишено во посланието до Евреите 9 глава. Потоа писателот ги наведува евреите да го бараат Исус не во земните светилишта, туку онаа светилиште кое не е направено од човечка рака, велејќи: И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светината преку крвта на Исус, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, и откако го имаме врховниот свештеник над Божиот дом, да пристапуваме со искрено срце, во полна увереност на верата, со срца кои преку попрскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Тоа е запишано во Евреите 10 глава, од 19 стих понатаму. Сега паралелата е многу јасна. И повеќе од јасна. Секој што го познава старозаветниот систем, знае дека првосвещеникот влегувал во најсветото место, или шаторот, или храмот, со крв на животно. А Христос, како првосвещеник на Новиот Завет, влезе во најсветото место во небото, во самото Божјо присуство, и тоа не со нешто туѓо, некое животно, туку со сопственото тело, својата крв, својот живот. Затоа новозаветните верници му пристапуваат на Бог како свештеници, кои во најсветото место влегуваат преку Христовата крв. Зошто? Затоа што се очистени еднаш за секогаш. Единствената жртва што му ја даваат на Бог е нивниот посветен и угоден живот. Гледано преку призмата на Новиот Завет, може слободно да се каже дека во денешно време не постои улога на свештеник. Всушност и не постојат свештеници кои посредуваат за народот и кои што вршат посредничка улога. Туку има учители, проповедници, евангелисти, кои го проповедаат Божиот збор и се назначени преку Светиот Дух за извршување на својата служба, за изградување на Христовото тело, црквата. Единствен наш застапник и посредник, како првосвещеник, е Исус Христос, кој и денес како свештеник се моли за својот народ. Нему нека му е слава во сите векови. Амин.